Овој мониторинг е спроведен во периодот, значи го опфаќа периодот од 1 февруари 2012 година до 1 февруари 2013 година, значи тоа е една година. Сакавме да видиме што всушност се случува на планот на имплементацијата во една година од усвојувањето. Во овој мониторинг се опфатени 25 органи на државната управа, значи тоа се министерства и други институции, и 84 единици на локалната самоуправа и градот Скопје. Сега се тие по избориве со помал број, меѓутоа во времето кога ние го работевме беа толку. И сакавме да направиме еден генерален преглед сеопфатен за тоа што всушност овие институции прават во поглед на неколку аспекти кои ние ги сметавме за важни. Во минатото важно ни беше да го промовираме прашањето на родов мејнстриминг или интеграција на родовата перспектива во политиките, меѓутоа во последно време ни се чинеше дека треба да се вратиме малку назад и да видиме дали воопшто некакви елементарни предпоставки и елементарни активности кои подразбираат промоција на еднаквоста се дел од дејствувањето на институциите. И од тука предмет на следење беше колку всушност се остваруваат некакви технички предпоставки, значи рокови кои законот ги предвидува со завршните одредби и некакви формални предпоставки кои на крајот на краиштата се нужни за да можеме да зборуваме за некаков отчет. Тоа пред се подразбира формално именување на институционалните механизми, значи координаторите и комисиите за еднакви можности, пропишување на нивните задачи и надлежности во статутите во случајот на локалната самоуправа или пак во систематизацијата на работни места. И оно што значи формирање на нов механизам, што законот го предвидува, тоа е интересорската група всушност од страна на владата. Значи тоа беше предмет на интерес во некаква иницијална проценка. Вториот аспект на мониторирање, односно предмет на мониторирање, беше исполнување на мандатот и надлежностите на комисиите за еднакви можности, бидејќи според наше мислење тие се еден од важните механизми за отчет. Всушност, ние многу често нив ги гледаме како промотори или како некои што треба најмногу да се занимава со таа работа, меѓутоа, според наше мислење, одговорноста за родовата еднаквост и правата на жените не смее да се става само на машинеријата, бидејќи законот предвидува обврска за субјектите, а субјектите се владата, министерствата и парламентот. Така што ова би сакала да го имате предвид кога ќе ги презентирам резултатите. И третиот аспект беше наследење, беше исполнување на врската на органите на државната управа и единиците на локалната самоуправа во поглед на превземање на посебните мерки. Значи, законот предвидува остварување на целта на законот, односно унапредување на еднаквите можности на мажите и жените преку превземање на основни и посебни мерки. Значи, јас нема да елаборирам што стои во законот, предпоставувам дека повеќето од вас прочитале. Меѓутоа, посебните мерки ги сметаме како неопходен начин кој всушност треба да се справи со историските ограничувања, со постоечките бариери и со постоечката нееднаквост, и од тука тие се многу важни. И од тука сакавме да видиме кој е обемот, видот на посебните мерки, онака како што тие се препишани со законот и на што тие се однесуваат.